должност. ВМРО-ДПМН за тоа постои. Денеска видовме како специјалното јавно обвинителство кое што нема никаков легитимитет, меѓутоа нема ни никаква правна основа да постои, особено да не поднесува нови монтирани случаи кои што ги делегира директно СДС. Денеска повторно измонтираа неколку случаи, се со една цел: максимално да ја дефокусираат јавноста, за да ја зацкријат целата неспособност на оваа така наречена влада или полициска хунта, која што по сите основи не дава никаков резултат. Дали е во прашање економија, особено во моментот на националните и државни интереси. Ке потенцирам дека лично сметам дека во овој период во кој што се наоѓаме има најголема криза во историјата на Македонија откако што е самостојна оваа држава, најголема криза во однос на националните и државни интереси. Тоа се должи на оваа така наречена власт што не полага ни малку сметка во однос на националните интереси. Тоа народот веќе го гледа и за многу кусо време ќе даде одговор на сето тоа. Бидете сигурни во однос на тоа. Но она што е исто така интересно е јавното обвинителство. Тоа е целосно под диктат и тоа го покажува периодов од страна на СДС, од страна на оваа така наречена влада. Од тоа јавно обвинителство произлегува сите овие неправедни моменти кои што македонската историја ќе ги памти. Многу луѓе притворија за тоа што си ја сака оваа држава. Меѓутоа и десетици од нив, замислете, ги обвинија за тероризам. Честни, праведни луѓе, кои што се домакини, родители. Она што е многу важно. Покрај тоа што ги обвинија за тероризам, ги однесоа и во притвор. Го прекршија грубо членот 184 од Законот за кривична постапка. Да се разбереме, тие луѓе ниту бегаат, ниту се кријат, заради тоа што единствено дело што го имаат направено е почитување, сакање и борба за македонските национални интереси. Од такво дело никој не се крие. ВМРО-ДПМН порачува прво, веднаш, подхитно да бидат ослободени сите оние кои што се притворени и кои што се мета на политички монтиран случај од страна на СДС, само заради тоа што се неистомисленици и само заради тоа што си ја сакаат оваа држава. И по два, да завршат сите процеси кои што се во моментов и ги планираат во иднина за сите оние политички неистомисленици. Заради тоа што живееме во демократско општество и не смее власта да се однесува како полициска хунта. Овие две барања мора да бидат остварени, заради тоа што се до тој момент овој народ нема да се повлече од улица, протестите секако дека ќе се радикализираат, блокадите на улиците ќе се радикализираат и така натаму. Пред малку време, пред некој еден час, во Куманово, полицијата приведе луѓе кои што блокира и протестира, исто така домакини луѓе. Ќе гледате по милионите. Така се однесува по книга на политички науки полициска хунта. Ова е класична полициска хунта и мора да се замине што побрзо. Секако дека ВМРО-ДПМН е единствената политичка партија што ќе знае да ги заштити македонските национални интереси и нормално да стабилизира економијата. Да сте живи и здрави.